Поштовани гледачи, ви посакувам добре дојде во првото издание на емисијата 24 за животот за ова 2015 година. Прво издание и за оваа работна седмица, кое што ќе го поделиме во два дела. И тоа ќе го емитуваме денеска и утре, впрочем понеделник и вторник. Ова издание е снимено, не е во живо, со оглед на тоа дека имавме многу мала врата низ која што можевме да го фатиме нашиот денешен гостин да биде дел од оваа емисија и верувајте ми е особена чест, особено затоа што станува збор за личност која што ако не го фатите некаде на страните ни светот, тогаш нема да можете да направите интервју. Или евентуално ако е дојден на два дена, во тие два дена секогаш најдува време да посвети на семејството. Можам да го ставам и во категоријата серијал интервјуа со дипломати, а ќе видите и зошто. А можам да го ставам и во серијата интервјуа со културни работници, во серијата со уметници, во серијата со дејци и во сите. Верувајте, тоа ви е гостин од сите аспекти кој што може да биде тука и да зборува многу. И кога се договаравме за интервјуто и кога разговаравме колку време ќе трае, јас предложив тоа да биде во два дела, бидејќи вистина има што да се каже, а гостинот ми рече, види Огнен, нами 30 часа би ни миле малку да си поразговараме за се што треба по однос на она за што ќе ни биде главната тема. А главната тема е, впрочем, авантурата која што овој денешен наш гостин ја има, и авантура со која што, морам да признаам, да се отвори 2015 и така да ви тргне годината, не е само чест, туку и гордост. Дами и господа, Благој Нацовски. Оперскиот пејач Благој Нацовски, кој што, на кому посакувам добре дојде. Добро е најдов. Среќни празници, честит Божик и сите поред работи кои што треба да се честитаат, Благој. До Великден. До Великден. Затоа што следно доаѓање... Затоа што сигурно следното доаѓање нема да биде пред Великден, веројатно некаде во летниот период. Слично, поради оваа причина за која што сум дојден овој пат, што Огнен многу добре ја знае. Ама затоа и те искористивме во ситуација да дојдеш ненадејно, бидејќи непланирано ти беше и доаѓањето. Да ти кажам право, може би многу од твоите колеги од другите медиуми ќе ми се налутат, заради тоа што кога ќе дојдам или и пред да дојдам, кога ќе дознаат дека сум тука, ми бараат интервју, а јас секогаш одбивам, токму заради оно што го кажа ти пред малку, да се посветам на семејството, бидејќи навистина доаѓам секогаш на многу кратко, но почитувани гледачи, го слушате и самиот, како да одолеам на овој глас. Кога го слушнав на телефон, дури комплекси ми набива кога ќе го чујам, бидејќи сепак гласот е мојата да, дефинитивно слаба точка и како и да е, сепак ми е големо задоволство да бидам твој гостин и да бидам да зборувам малку пред гледачите на 24 часа. Впрочем, верувам дека за прв пат сум пред камерите на овој телевизиски канал. Мислам дека да. Мислам дека да. Доколку не си бил дел од 24 ексклузив, а мислам дека не беше, со оглед на тоа дека бев јас уредник, така што веројатно не сум те видел во списите во програмите. Не знам, јас не можам да се сетам наискрено. Да, можно евентуално само некоја телефонска изјава за вести да ти имаме земано, но тоа би било премногу ретко. Не се сеќавам на такво нешто. Добро, како и да е. Да речеме дека овде ова ни е Пред да те прашам за она што ми се наметна сега од почетокот на разговорот, морам да те прашам прво како си, дали си пододморен малку и како реално ти влијае температурата од минус 15 со оглед на тоа дека доаѓаш од плюс 15. Ете. Да не мислат дека доаѓаш од Африка, од Италија си моментално вратен. Не, наискрено вчера кога слетав, пилотот пред да слетаме рече температурата е минус 5 и јас леков, јас доаѓам од 15, сега на минус 5, значи 20 степени разлика. И првото излегување од авион не ми изгледаше толку... Добро, топло е внатре. Да, не, сепак од пистата до аеродромската зграда не ми изгледаше толку ладно и навистина и синоќа не ми изгледаше, но денеска го чувствувам студот, а го чувствувам и заради тоа што во последно време сум и во земји кои што се топли. Да. Неодамна се вратив од Јужна Америка, каде што таму започнува летото. Многу ти завидувам. И буквално бев по кратки ракави секој ден. И а во Дженова, каде што живеам сега, имавме досега само 3 дена малку постудени, да речеме. Снег нема
Меѓутоа, во последниве денови е навистина топло и секојдневно сум на пристаниште, односно прошетки покрај морето, токму за да се одморам, ете, на прашањето како сум, дали сум одморен, предпоставам веќе да, заради тоа што и покрај понудата да имам еден ангажман во овој месец, во јануар, решив сепак да не го прифатам, туку да бидам еден месец барем дома, заради тоа што по не знам колку, над 70 авионски патувања во 2014 и особено ме заморија оние патувања кога од еден континент доаѓам дома во Европа, па за 2 дена одам во друг. Да, тоа малку е... И навистина тоа ме заморува. Но што се однесува до дали сум заморен од професијата, од настапите, не. Тоа во никој случај не. Напротив, во последната продукција, ете, за прв пат во една оперска представа пеев дури 2 улоги. Операта е таква, се работи за Ариадна на Наксос и направена од 2 дела, од пролог, кој што трае околу 45 минути, и опера од 90 на минути. И мојата улога едната од моите улоги, која што има веќе пеено во минатото, е застапена во двата дела, меѓутоа во првиот дел, во прологот, не пее воопшто, туку само е на сцена, само глуми, да речеме, додека пее во вториот дел. И сега режисерот имаше таква идеја, зашто не пееш уште една улога во првиот дел, а оној глумечкиот, актерскиот дел, ќе му го даеме на некој глумец. И јас го прифатив и тој и таа авантура, еве. Затоа реков, авантура е, твојата професија, морам да признавам дека можеби на многумина овде ќе им изгледа како многу сериозна, многу класична, бидејќи во денешно време веројатно се уште се сваќа операта како нешто што е многу класична работа, многу сериозна, многу строга. Не. Напротив. Кај тебе тоа е вистинска авантура, човек да те само на Facebook да те следи човек. Па јас мислам дека не може да не му завидувате. Значи ме следиш на Facebook. О, да. Морам, во суштина гостите секогаш кога веќе ќе се договориме, во суштина секогаш гостите ги следам. Морам да проверам што прават. Одлично, браво. Професионален деформитет. Се трудам секогаш мојата фан страница на Facebook да биде ажурирана до последните случувања. Иако многумина од моите колеги доста остави го телефонот, морам преку 10.000 луѓе го очекуваат тоа од мене, предпоставам. Сочувствувам со муаветот, доста остави го телефонот, сочувствувам со тебе. И јас страдам од слична ситуација. Морам да те пофалам дека како уметник, веројатно тоа ти е прозападно влијание некое, социјалните мрежи, а особено твојата лична интернет страница, ти се ажурирани до максимум и секој кој што сака да знае каде си и што правиш, тоа може да го направи, особено оние кои ти ја следат кариерата, и браво за тоа. Веројатно, добро, благодарам. Веројатно не е ажурирана во моментов околу следните настапи, меѓутоа тоа не е случајно, односно сакав да помине малку време пред да ги најавам на мојата фан страница следните настапи, кои што оваа година се доста возбудливи. Да, имаме ние доволно време, но имаш дефинитивно нешто што е вистина за пофалба за настап, но тоа ќе го разговараме малку подоцна. Ми се наметна на почетокот, Благој, од интервјуто, прашање кое што некако ми доаѓа природно да ги прашам сите уметници и сите културни работници кои доаѓаат кај мене во студио, а тоа е колку кај нас во Македонија се уште има интерес, да речеме, поголем, иако гледачите забележуваат значително намалено интересирање околу културата и уметноста, но колку, впрочем, кај нас медиумите и новинарите имаат интерес да известуваат за култура и за уметност? Колку се става на пиедестал? Сега малку мојот одговор може би ќе ми створи непријатели, меѓутоа мислам дека е намален интересот во последно време и тоа е на огромно мое жалење. Навистина, јас би почнал одговор на ова прашање од една друга гледна точка. Навистина, во последно време признавам дека не ги следам вестите од македонските медиуми. Порано скоро секојдневно ја отворав страницата на time.mk да ги видам
новостите, меѓутоа сега немам време. Ми се случи тоа да го сторам кога беше пред околу 2 недели, не знам точно. Добро. И ми падна во око една работа која што навистина не дека ме повреди, меѓутоа не ми се допадна едноставно. Со какви епитети и како беше најавен, односно како беше раскажено за концертот на една турбофолк пејачка од Србија и навистина кога ќе помислам дека јас учам веќе односно пеење учам можеби 25 години, ако сум толку млад, сакам да кажам од мал и се уште учам. Ми се допаѓа тоа што велиш се уште учам. И се уште учам и не можам да си дозволам моето образование, односно и мојот тренинг да го наречам, да го прекинам. Се работи за пејачка, меѓутоа не е само таа, повеќето такви како неа, што навистина немаат квалитет. Така. И да собира толку голем аудиториум и толку големо значење да им се даде, да и се даде од медиумите во Македонија, навистина е нешто што ме погодува до некаде. Покрај тоа, токму поради тоа што знам колку значи мојата работа, колку значи на моите колеги, да не зборам за себе си, на сите мои колеги од мојата професија, колку поти, колку крв плукаме под наводници на сцената за да дојдеме до еден производ, а во случајот на таквиот тип на пејачи 90% од резултатот го прави микрофонот. Навистина. Заради тоа што, како што сите знаат, ние не пееме со микрофон, туку целото наше школување, целата наша техника, целото наше тело се употребува, секое делче од телото, за да гласот го насочиме во тие резонанси и да го употребуваме вистинско дишење, за да може да не чујат во сала и од 5000 места. Ете така, значи, не велам дека не треба да се публицира еден таков настан. Меѓутоа, премногу, ако за еден настан од мојата професија, значи, му се дава од скала од 1 до 100, 5 значење, на тој му се дава 90. Таа разлика не е праведна, не е фер. Навистина не е фер. Кажи ми, во тој сегмент, тука ми се изродува уште едно прашање, во смисла на, во денешно време, последните 30 на години, ке речам, особено замав има земено турбофолк музиката, но некако се чини дека класичната музика и операта, постојано некако се бори со сите нови правци на музика кои што се појавуваат. Еве да речеме дека ќе го земеме турбофолк музиката како еден правец на последните 30 на години кои што новите генерации го слушаат. Прашањето ми е како класичната музика, како операта тука се обидува се уште да живее и колку вам ви е тешко оние кои што ја работите операта, што се смета за едно врвно музицирање од страна на сите музиколози, па и од страна на народот, без разлика кој каква музика слуша, кога ќе спомнете оперски пејач, тоа е со висок пиедестал размислување. Како впрочем операта се уште живее наспроти толку големата комерцијализација на сите нови стилови на музика? Веројатно живее пред се, први ќе кажам, ако преживеала толку години, значи зборуваме за околу 400 години до ден денеска, значи има причина и ќе остане понатаму. Па, оваа музика, значи ако го спомнеме турбофолкот, јас мислам дека сепак е минлива. Дека за 30 на години нема да се сеќаваме на тие песни и нема да ги подпевнуваме. Освен трауми од детство што имаме, добро? Ако го анализираме подемот на забавната музика, значи
тој почнува пред се со појава на медиумите, на електронските медиуми во 20 век и почнува да се движи првин паралелно со класичната музика и потоа завзема се поголем замав до ден денеска. Зборувам значи за сета она музика забавна, па и народната и така натаму во секоја земја. Меѓутоа и од овие правци на музика, ако ги земеме песните, не знам, од 60-тите години, од 70-тите години, ние денеска ги подпевнуваме и се сеќаваме само на некој од нив. Меѓутоа, повеќето останале, односно се заборавени. Додека ремек делата во операта не се никако да застарат, барем во земите, да речеме, северно-западно европските, северно и западно европските земји, можеби овој Медитеранов околу нас е малку потежок во тој смисол. Додека последниот период на овие 30 години се случува и нешто ново. Се изведуваат многу ретки оперски дела, односно оперски дела кои што не биле никогаш изведени, дури се пронајдени некои нови ракописи и тоа е еден елемент кој што е, мислам, битен во одржувањето на оваа уметност. За да се одржи толку многу во земјите пред се со германско говорно подрачје, се прават големи експерименти во режијата, односно во постановките на тие опери. Значи, се пренесуваат тотално во неднешно време, па и во некој идно време. Јас комплетно не се сложувам со тоа, бидејќи се оди во некоја друга екстремност, односно повеќето режисери од тие земји со кои што јас често се конфронтирам на таа тема, ми велат, и јас им велам зошто? Зошто на сцената треба да го гледаме секојдневието? Зарем не е ли толку сурово тоа секојдневие што го гледаме на вести, значи сите оние случувања од црната хроника што се случуваат, зошто мораме и во театарот, во оваа убава уметност, прекрасна уметност да ги пренесеме? Затоа што тоа е денешниот живот, ми одговараат. Мојот одговор за нив, а и моје лично мислење, се разбира, е дека токму тоа е и некоја си грешка до некаде, заради тоа што јас лично, ако сакам да одам во театар, значи ако сакам да гледам една оперска представа во театар, значи 3 часа од денот да се затворам во таа структура, во тој објект, е токму за да се оттргнам од секојдневните случувања. Односно, не сакам да го гледам, да го видам тоа што сум го видел на телевизија, на вести, поточно во црната хроника, не сакам да го видам и таму. Да, сакаш едноставно да се го опуштиш. Сакам да се опуштам и сакам да видам нешто убаво. Нешто што ќе ми ја исполни душата и ќе ми испрати дома со едно поубаво чувство. Ќе направиме пауза за реклами и ќе се вратиме назад во студиото. Come mai creder deggio di sì nero delitto, capace un cavaliero di scoprire il vero, ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto che di sposo ed amico il dover che mi parla, disingannarla voglio o vendicarla. Почитувани гледачи, во денешното издание, кое е прво за оваа 2015 година, разговараме заедно со оперскиот пејач Благој Нацовски и тоа разговараме работи кои што веројатно по другите интервјуа или можеби колегите не го прашуваат или пак немало време да се разговара. Идејата ми беше да не зборуваме за она што веќе го знаете, а верувајте ми, за Благој Нацовски не може да не знаете, особено ако нешто ве интересира на интернет, тоа е човек кој што само да го
ишчукате неговото име и презиме, веднаш ке знаете се што ви треба. Токму затоа ме интересираат работи што не може да се најдат на Google, тоа што Google не го знае. Леле, што ќе ме препусти? Благо е, јас се извини на ти што те се обреќам, не ми е тоа практика. Не, во тој контекст би сакала да ти кажам, гледам дека се повеќе и поголем замав зема во мојата професија во сите театри во светот обраќањето на ти. До пред 30 на години, например, кон диригентот секогаш се ние пеачите сме се обраќале маестро, вие и така натаму, додека Или не сте му се обраќале многу. зависи кој. Во денешно време гледам дека се повеќе се избегнува тоа. Би рекол сме сепак како една фамилија, една голема фамилија и тоа е добро заради тоа што целиот оној стрес малку се олабавува во тој начин на комуникација. Повели со прашањето. Не, во секој случај од целиот разговор што го правиме ми излегуваат константно прашања. Во тој поглед цело време тука некаде се вртам. Дали на пример односно што мислиш ти според тебе? Ајде. Луѓето кои што многу не се разбираат од операта, но сепак еве сакаат да ја следат ова уметност или сакаат да научат. Добро. Например, оние кои што прв пат одат, ништо не им значи тоа што се изведува по кој знае кој пат, да речеме, одредена опера од типот на Аида, од типот на Севилскиот Берберин и слично. Добро. Но дали може би операта има толку малку публика, сепак специфична и стручна за тоа што го гледа и го разбира, а не може да придобие така лесно публика нова како што придобиваат сите останати уметности, со оглед на тоа дека еве не се прават, да речеме, нови ракописи, не се прават модерни текстови, модерни опери и слично. Се прават. Или грешам? Се прават и модерни текстови, и нови опери. Кажи си грешам. Па не, мислам сигурно продукцијата не е толку обемна како што била пред 100, па и пред 50 години. Од театарот има железен репертоар, железни драми кои што држат и секој театар мора да ги изведува, да речеме, барем еден од железните репертоари, но кај операта е многу малку. Да, се прави, продукцијата сепак не е толку голема колку што била порано. И тука пак ќе се навратам, се прават значи експерименти сепак од онаа другата страна. Значи ако действието се случувало, не знам, во 1756 година, годината на раѓањето на Моцарт, да кажам. И во одреден, значи во одреден период, во одредена средина, режисерите денешни, повеќето од нив тоа го преместуваат, значи го транспортираат, да речеме 200 години понапред и па и на некое си друго место. Почнува да биде доста присутен сексот на сцената. Значи, што е за опера? Да, меѓутоа Бил комичен претходно, бил така невино прикажан, но мора да признаеме дека сексот, односно сексуализацијата, еротизацијата на било која уметност привлекува публика. Добро, секогаш привлекувала тоа, веројатно е. Да, се разбира. Само зависи во колка целофан е спакована. Така. Јас немам многу против тоа, само да не се стигне до вулгарност. Додека е направено со вкус, значи како што треба, спакувано, нема проблем. Додека има уметност. Додека има уметност во него. Токму така. Меѓутоа, ако се преиде до вулгарност, тогаш навистина сум голем противник а имаме такви примери еден куп. Можеш да најдеш и на YouTube, ќе ти кажам што да побараш, да видиш колку има примери навистина на вулгарност. Се случи еден скандал пред неколку години во еден од театрите, во оперските куќи во Берлин, една представа, операта Грбнување царајот од Моцарт, да биде поставена од еден режисер, подобро да не спомнувам имење, во која што сите беа тотално голи на сцената. Комплет. Комплетно. Добро. И
една од пеачките, која што ми е добра пријателка, имаме настапувано заедно во неколку места, ми раскажуваше дека ги започнала пробите и од кога режисерот почнал да ги бара такви работи, се откажува од продукцијата и си оди. Меѓутоа, продукцијата оди понатаму, се случува и премиерата, и на премиерата во публиката е многу разновидна. Бидејќи Грабнување од Сарајот е една, да речеме, помалку и бајка од Моцарт. Од полесните, да речеме. Да речеме, да, доаѓале цели фамилии, цели семејства со деца мали. Меѓутоа, раководството, односно театарот, не ги известило гледачите дека ќе има такви сцени во операта, па родителите морале да ги затвораат очите на своите деца и после првиот чин многу мина од нив си отишле. Меѓутоа, таа представа предизвикува толку голем скандал, што еве 15 години е постојано на репертоарот истата постановка во Берлин, заради тоа што цел свет зборува за неа. Сите зборуваат за тој скандал, нормално. После премиерата е кажано забрането на помали од таа и таа возраст. Тој момент е барем направен, меѓутоа на крајот режисерот ја постигнал својата, иако имало големи свиражи на премиерата, го Кој е твоето мислење за тоа? Твојот коментар? Тоа е веќе вулгарност, пошто ги видов снимките на сцена и навистина е вулгарно. Мислиш дека веќе се отишло предалеку? Одидено е предалеку. Тоа е само направено да се направи скандал и да се продадат што е повеќе билети. Впрочем, тоа е главната нишка на целата комерцијална музика која што денес се продава од каков било вид, така што во овој случај би требало да речеме дека операта се поистоветува со се друго што е комерцијализирано во денешно време. Токму така. Јас не можам да се сложам со тоа, до тој степен не можам. Веројатно и јас доколку се најдев во таа продукција на почетокот на пробите, мислам дека ќе ја напуштев. Ќе се откажев од договорот заради тоа што едноставно не можам да правам нешто што е толку различно. Банално ќе ти кажам, постои либрето, постои приказна за таа представа. Еве, музиката не ја менуваме, меѓутоа либретистот, тој што ја напишал приказната и текстот, зошто да не го почитуваме и него? Ние му ја менуваме приказната фактички на тој начин. Му ја менуваме и немаме никаков почит кон него. Може да се менува, односно, не да се менува, да се гледа. Оваа чаша. Ти ја гледаш од таму, од таа перспектива. Јас од овде. Камерманот ја гледа од таму. Меѓутоа останува чаша. Тоа е сепак една чаша, а не е чинија. Така. А да не зборам или не се очила. Не се. Да. Не, сакам да кажам, не треба да се смени комплетно продуктот, односно тоа што е. Да, вие може да јадете од таа чаша, да речеме супа или корнфлекс, но во секој случај сепак е чаша во прашање. Сепак е чаша. Одлично. Да се напијам. На здравје нека ти е. Здрава ни е водата овде, да не се грижиш. Да, добро. Мора да се грижиме. Тоа знам дека може да. Да, добро е. Јас сум од пеачите кои што немаат никакви. Добро реков, да не си од оние кои што седат во тешки карантини, вака, никако тоа. Кои што бегаат од ладно, од луѓе, од зборување една недела пред настап. Ти немаш ни време реално за тоа. Да ти кажам право, сега додека бев во Уругвај, во Монтевидео, постојано бевме заедно сите колеги цело време вон од пробите и од представите, заради тоа што беа сите колеги од јужноамериканските земји, значи сите луѓе што се про-забава, воопшто не размислувавме на тоа да се чува некој од нас. Тогаш нешто не е во ред, не е од Јужна Африка. Влече нешто од Европа или од Америка евентуално. Добро, ние уште држиме дека сме забавни, до некаде. Сепак сме ние од старата дама, од големите култури, од историите. Не, знаеш што е добро? Например, кога одам во северно-западно европските земји, нивната забава сепак е условена од нешто. Од алкохолот. Што повеќе
ќе се напијат, тогаш почнуваат да бидат весели. Додека тоа во Јужна Америка, па и во Јужна Европа, да речеме, Да, и Јужна Европа. не е потребно, односно може да се забавува и без да се биде поднапиен. И да пие вода. Да. Тоа е, јас сум личен пример за тоа. Јас со вода се забавувам и луѓето ми велат да не си поднапиен, не вода пијам. Затоа ми велат да не претерувам со водата. Јас со Кока-кола се опијанувам. Ке ги фактурирам, не е проблем од Кока-кола. Иако не е толку здрава, ама ете, тоа ми е еден од пороците, морам да признам. Ете, гледате дека не живеат по карантин сепак, оперските пејачи. Напротив, се чувствам по-добро, ми го чисти грлото кога Да, се добро, напијам. ја лекува А знам и колку е лоша. главоболката. Да, па кафеинот. Ќе ја напишам после фактурата за Кока-кола, не е проблем за рекламирањето. Благој, тука ќе го завршиме првиот дел од интервјуто. Аман, зарем ние стигнавме. Да, па поминаа 30 минути, ако ти се верува. Не ми се верува. Ние ќе Слушај, телевизијата се вика 24 часа. Требаше да ни дадат 24 часа. Тоа ќе беше премногу. Мислам Да, дека мислам. не, ќе Ќе беше им премногу досадевме. мене да ме гледаат гледачите, за тебе ќе им беше кејф. Тебе ќе те видат сега 24 часа, а мене неделно ме гледаат 17, така што не е проблем. Јас и ти ќе си го продолжиме муабетот, но гледачите ќе го гледаат одложено во текот на утрешниот ден, односно во текот на вторник. Почитувани гледачи, само ми останува, така, ми останува само да ве поздравам за денеска, а се она што продолжено ќе го имаме во разговорот со Благој, а тоа е најавувањето на се она што е ексклузивно за прв пат ќе го слушнете овде, на новите настапи, ќе го гледате утре во истиот термин во емисијата 24 за животот, 14 часот и 15 минути. Второ, за ова, леке речев учебна година, за ова нова 2015 година. Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во второто издание на 24 за животот за 2015 година, но и во вториот дел на емисијата која што ја правиме преку интервју заедно со оперскиот пејач Благој Нацовски. За оние кои што денеска не гледаат, а вчера не гледале, мало подсетување, тоа можете да го направите да си изгледате целата емисија на нашиот интернет портал 24vesti.mk, каде што веднаш половина час по завршувањето на емисиите ги поставуваме сите во комплет емисии кои што ги произведуваме од нашата продукција на 24 вести на интернет порталот да си ги гледате одложено колку пати сакате. Но оние кои што не гледавте, зборувавме многу повеќе за работи кои што не го прашуваат или кои што не ги зборува по македонските медиуми Благој Нацовски, затоа што и се нема време за толку многу муабет, но овој пат ние успеавме да скупнеме барем 1 час и тој час да го поделиме во 2 дела. Ова е вториот дел. Благој, ти посакав добре дојде во вчерашниот дел, ние си продолжуваме. Добро ве најдов. Да не се правиме на луди дека ова не е снимено и слично, иако многу пати тоа се прави на телевизиите, но мораше така со оглед на тоа дека веќе при емитување во емисијата и јас не сум во Скопје, не сум во Македонија. Веројатно во Италија некаде. Тука сум, ама не сум тука. Да, чудна работа тоа. Клониран си. Во поглед на тоа, кажи ми, дали планираш да се стационираш некогаш на едно место и да си земеш една матична куќа и да си работиш во матичната куќа, или се уште не се чувствуваш подготвен не да се пензионираш буквално, туку условно речено на едно место? На моменти ми доаѓа такво размислување. Да речеш, аман, веќе не можам ни со Да, терминали, ни со авиони, ни со ништо, Па, сакам да седам овде и да не станам Тоа го кажувам од често, Дженова, рецим. особено на крајот на оваа 2014 година, тоа размислување често ми доаѓа во главата, токму заради тоа што го кажа, авиони, терминали, патувања, куфери и така натаму и така натаму. Дали си чуваш еден куфер кој што е спакуван нон-стоп? Не. Јас Треба да почнеш. За среќа сум многу брз во пакувањето. Нормално, ако не си брз, тогаш кај ти е крајот? И, например, при ова доаѓање во Скопје, летот ми беше околу 7:15 на вечер и со мајка ми баш зборував на телефон околу 3 часот
И викам, Инаку јас не сум ни почнал да се пакувам. Инаку мама Лидија е една од главните мои гледачки и во овој момент имам голема чест да си ја поздравам. Ти ако сакаш поздрави, ако не мора. Јас дома ќе ја поздравам. Знам. Така, извините, прекинав. Да, тоа како што реков, го кажувам често, го велам, си го велам и на себе си. Меѓутоа, потоа од друга страна, не знам дали би издржал. Не знам дали би издржал такво нешто, заради тоа што сепак Повеќе од 2 месеци да седиш на исто место. Да, и заради тоа што сепак ми се допаѓа. Патувањето ми се допаѓа кога одам во овие земји. Особено некои од земјите почнуваат да ми стануваат и односно некои од градовите и омилени за кои што се сврзувам. Например, во Уругвај сега, во Монтевидео, бев видео. Си знаеш дека логично следува прашањето кои од градовите? Па да, јас ќе ти одговорам уште пред да ме прашаш. Во Монтевидео, например, бев втор пат. Првиот пат беше некаде септември-октомври 2013 и сега ноември-декември втор пат 2014. И многумина од колегите таму со нив останав постојано во контакт и се има добро здружено веќе претходниот пат и кога дојдов овој пат ми беше толку прекрасно да се најдам сепак со истите луѓе и кога заминав ми недостигаат и јас ќе се вратам повторно да пеам таму заради тоа што имам понуди за следните години и среќен сум заради тоа што пак ќе одам и пак ќе ги сретнам истите луѓе или пак да речеме кога одам во Токио. Сега бев во ноември, ми беше 6 или 7 пат во Јапонија, односно во Токио. И пред да тргнам, бидејќи заминував еден ден од кога завршив друга продукција и бев уморен, леле, си велам, сега место да одам дома, јас морам да одам на 12, ме очекува 12 часа лет. Меѓутоа, кога стигнав таму и на крајот од целата таа авантура, јапонска авантура, си реков, колку мене ми се допаѓа овде да доаѓам. Добро, ти си одговорен и за едни соработки кои што ги има направено Македонија со Јапонија. Токму затоа си веројатно и културен амбасадор. Па да, добро, јас сум амбасадор на културата, бидејќи може сум и некултурен, не знам. За мене си културен. Ми се допаѓа многу кога гостите вака и прават дистинкција помеѓу културен амбасадор и амбасадор на културата. Тоа многу го сакам. Особено кога се зборува, кога се менуваат, се подразбира што е културен амбасадор, но ми се допаѓа се прави таа дистинкција. Мора да се направи. Извините, прекинав. Може да биде амбасадор и некултурен. Некултурен амбасадор на културата. Кај тебе тоа не е? Се наведам дека сум културен амбасадор на култура. Сепак мојата титула е поврзана за Италија, меѓутоа да, поради моите контакти и приврзаноста која што ја имам кон таа земја, кон земјата на изгреј сонцето, се трудам да создадам контакти и со нив. Во текот на 2014 беше токму тоа, не сакам да зборувам јас за себе си, да се пофалам, бидејќи има и други луѓе кои околу мене што се сепак заслужни за сето тоа. Ги одбележавме 20 години на дипломатски односи помеѓу Македонија и Јапонија со два настана во кои што бев инволвиран во прво лице јас и претходно во Токио, а потоа во Скопје. За жал на оној во Скопје јас не можев да присуствувам, во Скопје и во Битола, пардон. За жал во Скопје и во Битола не можев да присуствувам заради тоа што бев многу далеко од другата страна на светот, значи во Уругвај. Меѓутоа ми беше пренесено дека сепак представата, јапонската представа поминала одлично.
Исто така и ние во Токио одлично поминавме. Во ноември бевме значи освен мене Славица Петровска, Ирина Кавкалевска, Игор Дуловски, Борјан Цанев и предводени од раководството на МОП, значи Дејан Прошев и Ѓорги Цуцковски. Цуцковски исто така и пееше, заборавив. И одржавме еден концерт во салата во Асакуса во Токио со јапонски хор создаден за таа прилика, односно беа 4 хора сплотени во еден и за таа вечер хорот се нарекуваше Japan Macedonia Friendship Choir. И еден оркестар со кој што диригираше токму Борјан. И во првиот дел од програмата на моја лична идеја сакав да изведам нешто што ќе биде типично и за Македонија и за Јапонија. Како тоа? Веројатно повеќето од гледачите ја познаваат она свита Македонија која што имам еднаш испеано веќе во Скопје на еден концерт со скопските солисти во Универзална сала. Меѓутоа, за таа прилика, на мојот драг пријател Алесандро Дагостини, му побарав, кој што е диригент, композитор и така натаму, му да направи една верзија, значи за тенор, оркестар и хор. Се работи за 4 македонски песни. Јовано Јованке, Кале Шања, Што ми е милем драго во струга дуќан да имам, и последната Болен ми лежи Миле Покерданов, сплотени во една свита. Знам, те слушав во Универзална. Сега вака ми врти во главата. Да, меѓутоа во Универзална не одеше Кале Шања и немаше хор. Тука беше создадена за голем оркестар и Сигурен за дека хор. не одеше Кале Шања? Не одеше. Си слушнал на мојата фан страна на Facebook. Може би па сум ги сплотил сите заедно. Да. Добро. И покрај тоа уште една Курусато е една јапонска песна позната во Јапонија. Меѓутоа незиниот публицитет се уште повеќе се зголемува, особено се зголемува бидејќи станува песна еден вид символ на последната катастрофа што се случи во Фукушима во Јапонија. И значи повторно на Алесандро му реков и оваа приклучија да направиме, да речеме, еден вид јапонско-македонска свита. И тоа се случуваше во првиот дел на концертот и се уште ја чекам видео снимката професионална да ми стигне, бидејќи имам само снимки од генералната проба. И во вториот дел одеше 9-та симфонија од Бетовен со нашите солисти кои што ги споменав, Борјан и хор и оркестар. Сте споиле Македонија, Јапонија, Европа. Европа, токму така. Салата беше преполна, бевме испратени навистина со огромни аплаузи. По представата, односно по концертот ми беше многу мило кога слушав јапонците кога ми доаѓаа да ми честитат, ми велеат дека плачеле сите за време на јапонската песна. Бидејќи тоа не можев да го увидам додека пеев. Меѓутоа тоа, значи јас сум ги трогнал во тој момент, меѓутоа кога ми го велеа тие самите после концертот мене, тоа мене ме трогнуваше тогаш. Благој, кажи ми, имаш, веројатно имаш, предизвик, не, сигурно, предизвик кој што не ти е исполнет се уште во професијата. Јас сега знам каде сакаш да стигнеш ти. Сега зборуваме за професијата? За професијата. Бидејќи имаш направено толку многу, но кога човек ќе си го достигне одреденото ниво, потоа си доаѓа автоматски се отвора ново. Постои ли нешто што Благој Нацовски сака да го исполни во својот живот, а сега му е сон, а го нема исполнето? Па, да. Улога, представа, сала одредена. Добро. Да го прескокнеме овој дел од одговорот и да одиме директно да го кажеме, пошто знаеме зашто се. Ќе го најавиш ти.
што е главното за 2015 година и општо што е главно во изминатиот период? Што ќе го сметаш за многу големо достигнување? Еве да се парафразирам себе си. Офлеле, да размислам што е главно во 2014-та, че ќе оставиме... Не, 2015-та. Не, што беше во... добро. Што планираш сега? А, Што е за истакнување? знаеш што е за истакнување? Ќе ти изненадам се. Да слушнам. За истакнување е 30 и 31 мај во Германија. Ќе настапам... Добро, ме изненади вистина. Ајде. Ќе настапам, изведувајќи го Моцартовиот реквием, она што е предизвикот е тој што ќе ми диригира, односно таа што ќе ми диригира. Добро. Ќе ми диригира Елена Митревска. Елена Митревска, ти веројатно знаеш, меѓутоа за гледачите кои што не знаат, е моја прва братучетка, која што оваа година ги заврши студиите во Виена и ланската година доби награда за најдобар студент по хорско диригирање во Универзитетот во Виена, додека неодамна доби уште една попрестижна награда која што се дава на особени чинители во хорската музика во Австрија. Значи најпрестижната улога во врска со хорското диригирање. Ова морам да признам дека ми е вистина изненадување. Ете, и сега тие два термина, значи 30 и 31 мај, ги држам љубоморно резервирани и нема шанси да ги откажам за ниједна попримамлива понуда. Токму заради тоа што сум возбуден да настапам, да ми диригира моја братучетка која што и возраст, ние сепак сме израснати заедно и сме дел од семејство кое што брои 8 музичари во моментот. Ете ти сон, исполнување на сон. Ете така. Кога сте биле мали, сигурно сте замислувале како некогаш во некоја замисли, Елена ќе гледам пред мене да ми диригира, односно да биде над мене во хиерархиска гледна точка. Честитки за тоа. За малку ќе имаше, значи, попримамлива понуда од таа, меѓутоа и имаше, но за среќа завршува токму една недела претходно таа понуда. Значи, на 20, може би ќе сгрешам со некој датум, претпоставам дека се така, меѓутоа ќе провериме после. Ќе провериме. Ќе да следат на Facebook, ќе видат. Пардон. Значи, токму на 23 мај ќе завршам со 8-те представи на операта Турандот од Пучини во Милано, односно во Миланската скала. Па да, Миланска скала е нешто што веројатно па човек и да не се разбира од ништо од класичната музика, знае што е Миланска скала. Да. И тоа во целиот свет. Така што нешто што е толку многу широко познато, дефинитивно, може би има и многу попрестижни сега во денешно време, од денешен аспект места за настапување, но во секој случај не верувам да има, меѓутоа Скала е сепак може би најпознатиот оперски театар во светот. Останате заради тоа што може да видиме колку само светски премиери на овие ремек дела што ние денеска ги познаваме се случиле токму така. Потоа големиот подем го доживува во почетокот на 20-тиот век со Артуро Тосканини и до ден денеска е навистина нешто посебно. И тоа го гледам и во мојата комуникација во изминатите месеци, сепак преку мојот менаџер Сонив, се разликува од сите други театри со кои што сум комуницирал до сега. И, значи, од март до мај ќе бидам во Милано, имаме месец и пол проби и потоа 8 представи. И представата, односно премиерата, која што ќе се случува на 1 мај, има и посебен настан, светски настан. Зошто? Заради тоа што таа представа е избрана да биде и отворање на Експо 2015 на Милано. Сега, Експо, може би, многу од гледачите не знаат што значи, меѓутоа, тоа ќе биде најголемиот настап на планетата за 2015 година, на кој што настан ќе трае 6 месеци, од мај до октомври, учествуваат преку 160 земји, за жал и не знам зошто Македонија не учествува,
Добро. Македонија е од малкуте европски земји што не учествуваат. Што не Македонија, учествуваат. Грција, Хрватска и Босна. Се единствените четири. Добро, ние на слепово трево. Не ми е јасно. Се единствените четири европски земји што не учествуваат, не знам зошто. За среќа, ете, јас ќе бидам еден представник на Експо. Добро, ете, учествуваме. На еден друг начин, да. Учествуваме. И, значи, моето дебијете добива и една поголема, една поголема тежина. Многу самосвесен гостин. Ке те викам повторно. Ако ме фатиш. Ке видиме. Ке успеам некако налето, сигурно ке... Налето, ќе дојдиш во Италија. Или ќе дојдеш во Милано. Договорено. Во мај готово. Може Милано. Ке се Не ми е омилен организираме. град, ама... Не знам за тоа. Ке побарам кај директорот уште од сега, ке пробам да се изгребам за пари да ми дадат за патување, да те снимаме, не за друго. Директоре, ве молам, учините му го ова наумно. Имаме уште многу малку време, бидејќи ни помина 20 и нешто минути од вториот дел на интервјуто. За крај, Благој ме интересира. Не, да ти кажам и што е и претходниот настав. Ајде. Еден од претходните. Слободно. Првото сега што ќе биде... Потоа ќе ми ги наброиш само земјите. Не, за среќа во следниот период наставувам пред се во Италија. Велам за среќа заради тоа што нема да патувам многу. Да, па затоа. Не за друго. Добро. А сега пак, она што следува набрзо е, за прв пат ја настапам во театарот Лучано Павароти во Модена. Значи, за еден тенор тоа е исто нешто посебно. Да, во името... Самото име го прави грандиозно. Така, ето. Ми кажа се супер за Миланска скала, за Лучано Павароти, тоа мора да се научи во Македонија, дека човекот се викаше Лучано Павароти, а не Лучијано Павароти, како што го нарекуваат овде. Ц и А се чита Ц на италијански, да знаете сите. Сега, ти си еден од ретките и самата титула која што имаш амбасадор на културата и се останато, ти си еден од ретките уметници кои што е излезен надвор од Македонија, ама нема фрлено камен во Македонија. Значи си соработуваш кога можеш и имаш настапи барем еднаш годишно, сигурно си дел од минимум еднаш годишно си дел од нешто што се случува во Македонија. Или пак во Италија поврзано со Македонија. Јасно, затоа реков, нешто што оданде гледано е поврзано со Македонија. Кажи ми, колку ти значи тебе лично? Нам ми значи секако кога ќе дојдеш и кога ќе имаме можност да те гледаме, тоа си кажува и публиката кога ќе прочита дека Благој Нацовски е дел од репертоарот, но кажи ми колку тебе ти значи, еве постојано одамна си заминат од Македонија, но колку ти значи да се навраќаш во Македонија минимум еднаш годишно или да се поврзуваш со нешто со Македонија, лично тебе, не за кариерата, туку лично тебе колку ти значи? Мислам, одговорот е многу, како да кажам, едноставен, ми значи сепак роден сум тука. Роден сум во Скопје, моето потекло е чисто македонско, значи со генерации назад. Гледам еве сега токму пред недела дена бев во друштво со еден политичар во Италија кој што е кандидат за гувернер на регионот Лигурија и почнавме да разговараме и не ги познаваше добро приликите за Македонија и мене ми помина целата вечер, јас морав се да му раскажам. И тоа човекот ми вика, леле, со каква возбуда зборуваш за твојата земја. Јас не го ни приметував тоа како зборував, на кој начин. Тој самиот го примети. Значи, доколку е тоа така, значи сепак поврзан сум кон мојата татковина, кон мојата родна земја. Морам да кажам дека јас веќе по 16 години во Италија сепак се чувствам и таму се чувствам како дома. Не можам, би било лага доколку речам не. Додека не го чујат името, италијанците, слушајќи ме како зборувам, не можат да одредат дека не сум италијанец. Добро, веќе заради тоа што моите студии беа таму и меѓутоа еве ќе кажам, значи нешто ме поврзува со мојата земја. Многу ми е мило кога можам со политичари во Европа или во светот да разговарам на тој начин, бидејќи кога ние
уметниците или еден новинар може би, па и новинар малку помалку, заради тоа што и новинарите... Добро, ние сме негативни во суштина. Да, не дека сте негативни, меѓутоа еден политичар, ако земеме, помалку ќе му верува на еден друг политичар, помалку на новинар, Отколку многу на повеќе уметник. на еден уметник. Значи, кога имам прилика јас да ги кажам нештата, неправдите за нашата земја или вистината и така натаму, мислам дека добива до поголема тежина. Знам дека времето ни поминува, меѓутоа тоа е. Ти благодарам многу, не, ќе почна од вести, не за друго. Ти благодарам, Благој, многу искрено, од срце, И јас на тебе. за гостувањето и за споделените работи со гледачите на 24 вести телевизија. 2 секунди дај ми. Слободно. Ја гледам Јас шолјава. тука завршувам. Ја гледам шолјава. Заради тоа што сум Добро. случајно колекционист на шолји. Ке ми дозволи редакцијата и ова да си ја земам? Имам шолји од цел свет. Јас ќе ти ја дадам, пак јас носам одговорноста кога ќе ми речат Ова зошто никој си не го јадал. знае. Добро, ете, гледате уште една работа, ти ја поклонувам. Ти ја Благодарам. подарувам, се извинувам. Ќе се вратам на литературниот јазик. Благо, искрено ти благодарам за гостувањето, ти посакувам многу Беше успех, многу Благодарам. успех и да се видиме што поскоро. И да се видиме на вистина на Да. друго место. Так, ти Односно благодарам. во Италија, ете. Во Италија, може. Таму ќе снимаме интервју. За шетање, не за друго. Ти благодарам, Благој. Почитувани гледачи, тоа беше Благој Нацовски, оперски пејач и титула која што е многу вредна да се спомене, се разбира, амбасадор на културата на Македонија во Италија. Ви благодарам вам за вниманието и оваа 2015 да ни тргне така убаво како што ни тргна овие изминати 2 емисии во разговорот со Благој. Пријатно.